Ќе се стигне со планирана агенда, нема значение што нема. Министер сесија тече тековно, како што е по планот 369. Во минатава недела, односно мислам средата, да не ве излажам, на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците во парламентот помина на прво читање законот за судови и законот за судски совет. Сега сме во понеделник на Комисија законодавно правна и во вторник на пленарна седница во прво читање. Ќе добиете ли поддршка од ВМРО ДПМН? Јас мислам да. Не доаѓаат деновиве, тие ветија, меѓутоа деновиве не. Јас колку што знам дека на 3 ќе се појават во собрание токму за овие закони, пошто е двотретински закон за судови, секако мора да бидат внатре, тој е усогласен со нив во целост. Кога ќе добиете заменик на Кога ќе може да очекуваме нов министер? Па не знам, тоа не зависи лично од мене. Не знам да ви кажам точно, тоа зависи од разговорите кои се водат за проширување на парламентарното мнозинство. Како што кажа премиерот, ако не се лажам, рече дека во најбрз можен рок ќе бидат готови тие разговори, тогаш ќе се знае како ќе има поделба. Која партија на ГУИ или ќе премине кај некој друг коалиционен партнер? Не знам во овој момент ништо. Не знам. Дека Деспаска ќе го наследи министерството? Не, тоа беа спекулации, само не знам. Можно е, ако го добие СДСМ, се е можно, меѓутоа не знам. Сепак премиерот треба да го прашате на мене. Дали ги целите како заменик на првото место во Не. Тоа ќе одлучи владата, меѓутоа не. Другото дело за следење на реформи го одржа првиот состанок, мислам, што беше разговарано и како ќе се одвива деловникот за работа, дали е усвоено ова дело, како ќе продолжи со работа? Значи, почнавме конститутивно во средата, ќе продолжиме сега во среда, повторно, пред великденските празници и потоа на секој 2 недели, секоја втора среда од 5 до 7 часот. Се разговараше околу деловникот, не го усвоивме, имаше некои забелешки на нацрт деловникот, ќе го усвоиме сега во среда и во среда ќе бидат наред разгледувањето на токму законот за судови, двотретинскиот, во делот на дисциплинската одговорност на судиите, која остана спорна, не спорна, него не ја расчистивме докрај со опозицијата и затоа и ќе одиме на јавна расправа во собранието. Следната недела, мислам на 11 април, дека ќе биде јавната расправа за тој дел на дисциплинската одговорност на судиите и тоа ќе биде изнесено пред Советот да видиме каков став ќе заземе Советот околу тоа.